мојот после да се говори. Денеска имам искусни луѓе кои што коментираат политички настани. Беше Тито Петковски, а претходно во првиот дел после 8 часот и морам да кажем со одлична гледаност беа и колегите Петар Арсовски и Алберт Муслив. Направивме една наистина добра анализа. Сега сакам да ја заокружам со еден од, како викаат това, бардовите на македонското новинарство. Ерол Ризалов, добар ден. Добар ден. Ерол, ретко те гледаме по телевизии, по дебати. Ти благодарам многу што прифати да дојдеш. Не си прв пат во утренски брифинг. Да ти кажам право, одбегнувам да одам, ти секогаш сме во улога на нечи адвокат. А пишувам секој ден речиси колумни, така да малку е неетички големи настапи на телевизија, кога веќе ги соопштувате своите ставови, ама има луѓе кои не може да ги одбијат. Ти си еден од тие, не врзува некое долгогодишно пријателство, колегијалност и Ти благодарам и така, иако веќе пред мене биле искусни, паметни луѓе кои веројатно кажале се. Среќа моја е што не гледав, патував навака, па може ќе се повторува малку. Ерол, каква е твојата, да кажем, оценка за вчерашниот ден и за важноста на ова што се случи, бидејќи се разбира дека тоа заврши како што заврши, Целата ова кафе ми донесоа, само да кажем, тоа е многу важен елемент. Целата оваа ситуација што беше пред избори и пост избори е прилично жална и трагична, би рекол, за Македонија, нанесува штета, без оглед кој како ги прима. Тешка е таа оценка. Демократија е ова сега, се случуваат работи. Ќе дојдеме и до делот на демократијата. Значи, сакам да кажем дека поголемата победа на опозицијата во Македонија по демократски пат можеа да се одвиваат настаните во полза на опозицијата. Значи, имавме една победа, едно изјаснување на граѓаните на комунални избори, на локални избори. Меѓутоа, со одењето на бранот на таа голема победа се направија погрешни постапки и погрешни потеси. Значи, пазарењето, ако веќе го нарекуваат трговија со пратеници, почна со тоа што се најавуваше прво, се помина во рамките на парламентарни избори. Значи, се најавуваше прво мнозинство од страна на опозиција. Добро, тоа малку го поттикна и премиерот, се разбира, со своите најавени оставки. Апсолутно, премиерот, затоа и кажувам, пред, значи, со најавата на оставката и после тоа со непотребната, избрзана, емотивна со приопштување, најавување на телевизија веднаш по изборите, без да се договори со своите коалициони партнери и во својата партија, тоа го дигна адреналинот кај опозицијата. Они сметаа дека ова голема шанса да се добијат и парламентарни избори преку еден многу тежок пат. Не само во парламентот, туку еден притисок да останеа само на притисокот на оставката, може времето ќе работеше за нив. Од вчера времето не работи за опозицијата. Затоа што прво најавија мнозинство, па потоа брзи избори, па пак мнозинство и сега пак дојдовме на брзи избори. Значи, зошто беа присутни тие одлагања? Тие одлагања беа присутни заради да се најде 61 пратеник. Како ќе се најде? Со пазарење, нема друг начин како да се најде. Второ, таа коалиција, што би рекол Васло Тупурковски одамна, таа е непринципијална коалиција. Мислите која коалиција на опозицијата? На опозицијата. Зошто е непринципијална? Таа немаше задача некоја од државен интерес или некоја програма за понатаму или да бара. Добра, опозицијата има интерес да падне власта. Сега, принципијално, непринципијално, тоа има примарно. Така. Меѓутоа, сега како ќе падне власта ако ти внатре имаш партии кои се против евроатлантските интеграции, имаат ригидни ставови во меѓуетничките односи, имаат спротивставени ставови во многу дејности во државата, во многу области. Тука тешко е да се направи 61 пратеник. И сега доаѓаме на делегитимација на оставката на Заев, со тоа што ти наместо да јаваш на тој бран,
дека ветил оставка и дека треба да ја поднесе оставката, ти даваш ултиматум. Зошто избрза? Ви го читав текстот, дека Ама со ултиматуми не се руши влада и тоа е сигурно јака поента, но зошто избрза? Не се таму неискусни луѓе. Избрза, ја по моја мислење, ја може би грешам, избрза затоа што има сериозни најави дека ќе се одржат дека ќе почнат преговорите со Европска унија. Сака тоа да го предухитрат, да го Политички сакаат тоа да не му го дадат на Заев и на оваа влада, туку да го тоа превземе друга влада. Ја мислам дека и плюс брза заради бранот на успехот од изборите. Тоа е легитимно. Сабајда Петар Арсовски со право веројатно забележа дека пак тоа играње сега и на другата страна на ова што треба да се случува во декември во Софија е исто така ризично. Бидејќи никој во крајна линија не знае што ќе се случува ниту на бугарските избори, а па не па кој ќе владее со Бугарија откако тие избори ќе се завршат. Така што сега е тоа ризично ако опозицијата не сака да го даде тој аргумент на сегашната власт, ама па сегашната власт ако се обложи само на тоа за декември може да се најде веќе во јануари во тешка ситуација. Да, никогаш не може да се тврди кога е во прашање Европска унија со сигурност дека нешто ќе се случи. Меѓутоа, настаните кои денеска се случуваат овие денови во целиот регион и личностите од меѓународната заедница што доаѓаат тука од Америка, Нуланд, Ескобар, во Црна Гора, во Босна, во Македонија, луѓето премиерот на Холандија. Значи тоа не е случајно. Тоа на некој начин може го поттикна малку и оставката, иако тие настани, тие посети се договараат многу порано. Се секира ги навистина Европа толку многу за тоа што ќе се случи со Заев. Да не се гради тука некој мит од наша страна, Европа не се секира заради нас толку, него се секира ради себе. Ако овде настане некоја голема дестабилизација повторно, што сме сведоци, што сме современици на тоа што се случуваше во Југославија, тогаш и они ќе имаат голем проблем. И нормално е да имаат голем интерес за стабилизација на Балканот, а и нормално е да не бидат широко гради кон проширувањето, бидејќи имат притисок од своите граѓани на кој им е преку глава од проширувањето на Европа. И тоа мора да се изведе на еден многу уверлив начин пред собствената јавност дека Западен Балкан е дел од Европа и да таа работа се направи. Да се вратам на ултиматумот. Мислам, тоа е пресуден момент. Значи, опозицијата и Мицковски побара во четврток до 14:30 часот Заев да ја поднесе оставката. Мислам, тоа е нелогично во било која демократија. Значи, оставката е најавена и оставката опозицијата е легитимно да ја бара. Меѓутоа да одредува датум и саатница, тоа не е логично и да се каже дека имаме 61 пратеник, па бараме брзи избори, па немаме 61 пратеник, па сега пак бараме брзи избори. Ама е киднапиран едниот пратеник. Видите, ако е некој киднапиран пратеник, поголема загриженост има неговото семејство и неговите блиски луѓе отколку политичките партии. Значи, да оставиме таа работа и без разлика што тој се јави, како се јави, тоа беше, нели, под принуда бил уценуван да се јави. Претера, се чини претера, немаше потреба. Тоа е демократско право на пратеникот да даде оценка, дали и тоа се случувало во македонскиот парламент повеќе пати, пребегување, дури Мицковски спомна. Замди Бајрам, ако не се лажам за тоа. Бог да го прости, мислам, не е можда упатно сега да се спомнува, меѓутоа тој гол со пета беше во обратна насока, во корис на сегашната опозиција. Но тоа заборави. Тогаш немаше тероризам. Тогаш не беше. Мислам дека тие квалификации и сега таа тензија што е направена, треба да се премавне што повргу. Добро, таа веќе ќе спласне денеска, јасно е тоа, иако мислам ако ја тераат на таа страна, веројатно ќе биде повеќе штетно за нив. Но Еро, сакам нешто друго да прашам во овие преостанати 5-6 минути. Да. Што сега понатаму?
Видите, реално, дури од Сабајле констатиравме и со моите соговорници дека може би нема вистински победник во цела оваа ситуација. Јасно е дека не помина иницијативата на опозицијата и таа изгуби еден моментум кој што можеше веројатно подобро да го капитализира. Но што се понатаму и за оваа влада која опстана? Што треба да се случи? Нема победник, тоа апсолутно сигурно. Јас така и го почнавме разговорот дека ова кај обичниот граѓанин, кај луѓето од надвор кај што одат овие вести, не гледаат победа и поразени, гледаат дестабилизација. Значи, без оглед, можеме ние да кажеме дека добро што заврши вака што не беше на ура соборена владата, у ред. Да, оти кој знае што ќе беше бидејќи се од работи денеска, за па комунални сега, избори. да. Меѓутоа, она што следува понатаму, тоа се навистина големи, ќе има големи тешкоти и за оваа влада, а конечно и за опозицијата. Затоа што теоријата дека се што се случува лошо е во наша корист не е точна. Се што се случува лошо во државата е во Штета на сите. на сите граѓани, и на опозицијата, и на сите. Гледам дека повремено се заговара некаква идеја дека Македонија може би треба да преде на некаква кумулациона влада, голема, која што би ги решавала заедно проблемите и која што дури од кога би се тоа се решили така натаму во една иднина, тогаш би се одело на нови избори. Како гледаш ти на тој вид на... Такви идеи секоја се појавуваат во кризни ситуации. Значи, имавме 2001 година една таква ситуација, да се направи заедничка влада, да се излегне. Да, може да биде во одреден момент, ако Ама ние сега не сме во воена не се криза. толку судрени двете спротивставени Тоа сакам да страни. кажам, Значи, да. тука веќе има и лична нетрпеливост, и идеолошка, и во секој вид. Значи, дури би рекол и некој јазик на омраза постои во нивните јавни настапи. Така да, такво формирање на една влада е многу тешко во Македонија и не знам како ќе ја изнесе работата. На крај се мора да заврши пак со избори. Значи, работата е до кога и во кој момент треба Македонија да направи избори. Ако навистина сега се случуваат можности за преговори, треба оваа влада Да се причека и да се види што ќе биде во наредните месеци. Ако почнат преговорите, тоа малце ќе ја намали тензијата во државата и тогаш после тоа во еден погоден момент Македонија, затоа што сите кажавте, нели, имате се зборува, имаме тешка зима не чека. И во делот на пандемијата, и во делот на енергетиката, во делот на инфлацијата која е увезена прилично поскапување, сето тоа кај граѓаните создава едно големо незадоволство и кое се одразува и нели на изборни резултати. Не е добра ситуацијата, не можеме да кажеме дека ова некоја победа или некаков триумфализам во никој случај, туку треба да навистина барем во една ситуација да се постигне консензус меѓу најголемите политички партии. Ова е таа ситуација кога на Македонија и треба тоа. Добро. Тоа е лесно да се каже. Ги прашувам сите претходни соговорници, и тебе ќе те прашам. Може ли Заев просто да продолжи со постоечкиот состав на владата, минус сега овој министер за земјоделие, кој инаку прилично непристојно си остана да се седи во владата што ја рушише? Но може ли да се очекува просто да продолжи како ништо да не биде? Таа негова оставка Мицковски ја делегитимира. Ја делегитимира со тоа што го направи ултиматумот и што отиде на мнозинска влада која сакаше да продолжи да работи дури како најави до 2004 со него како премиер. Штом до ти имаш 2024. Штом ти имаш понудена оставка, а бараш мнозинство, ти ја делегитимираш оставката. Не може и двете. Така, и кога тоа мнозинство нема да го добиеш, односно е... Така да, зависи колку ќе биде стабилно ова мнозинство и... Ама прашањето ми беше нешто друго, без разлика на стабилноста, дали треба да продолжи и состав на влада со иста програма за работа? Зависи од тоа. Од стабилноста? Да, од стабилноста. Зависи од тоа и се разбира најмногу од Зоран Заев. Затоа што во партијата он не доби подршката, што е очекувано и нормално. Тоа во партијата што сакат дека прават, да. Не е некоја добивка голема. Значи, во јавноста ќе биде изложен на сериозен притисок.
Значи, опозицијата легитимно ќе го бара ветеното за оставката. Од кај меѓународната заедница поддршката во Македонија никогаш не важела многу. И на Балканот. Значи, знаега да биде и штетна што е право. Да, само што поголема поддршка од светот, потешко губиш избори. Да, губиш на домашен терен. Не знам како, не можам да дадам некој конкретен одговор како ќе се одвиват на станите. Значи, јас кажав, таа е сосема непотребна и емотивна оставка во моментот на пораст на локални или комунални избори, како сакам. Добро, може би е добро што и опозицијата се враќа прилично супериорно на власт, барем на локално ниво, за да ги видиме и нивните испорачувања, наветувања, сето ти на крајот Ерол сепак е најкомотно да е човек во опозиција и цело време да биде против се и да кажува дека се катастрофа и така, мислам. Да, еве како ја правам ја разликата меѓу локални и парламентарни избори. Значи, во зградата кај што живееш или кај што живеам, не има од сите политички партии симпатизери, неприпадници, луѓе што гласаат, не гласаат. Меѓутоа, исти е проблемот. Ние истиот проблем го имаме сите во делот на она што значи локални избори, односно добар градоначалник. Дали ви гори лампата през зградата? Има милион работи, паркирање, не знам ова, не знам она, превоз, сите тие работи што се во делот на подобрување на жизнь. Од тој аспект треба да се гледаат локалните избори. А сосема друго, затоа е таква поделена власта и во теоријата и во политиката. Значи има парламентарна власт, е сосема нешто друго, влада е сосема нешто друго, парламент и сега да не се учиме на основните работи. Елементарни работи. Меѓутоа во јавноста се направи, за жал во тоа учествуваше и СДСМ Израев, се направи еден амбиент дека е ова на живот и на смрт. И опозицијата исто така. Претходните локални избори ВМРО доби само 4 градоначалници. Притисокот за оставка не дојде од власта, дојде од неговата партија да си замине. Не си замина ником ништо, тоа е изборот на самата политичка партија и така. Истото е и сега. Значи требаше да се остане на тој пораз и тоа е добар бран за опозицијата да врши силен притисок врз власта, бидејќи изјаснувањето на граѓаните значи дека се направени, има незадоволство. И тоа е во корист на опозицијата од владење. Овде се изменија работите комплетно и добивме нешто што е... Веројатно малку и ќе ги врати сега во рикверц опозицијските позиции, да кажам, ќе треба повторно да се гради, но брзо ќе се вратат, бидејќи мислам дека предизвиците се големи за власта, така што наскоро ќе биде тоа повторно бараж од критики, како што и треба. Нели тоа го викаме враќање во нормалност, меѓутоа тешко. Во Македонија тешко ќе оди таа работа, ќе зависи од непредвидени работи, односно предвидени, меѓутоа уште луѓето мислат дека нема да се случат. Значи, зборам за енергетската криза, за поскапувањата, за пандемијата. Кој се надевал или кој можел да мисли во Македонија дека во еден ден по 5000 заболени ќе има во Словенија. И 334 мртви завчера во Бугарија. Што е, мислам, вака фрапантни бројки. Некако синоним за една здрава нација, за спортска нација, за добро здравство, за се. Значи, таму веќе имате по 4-5 000. Значи, страшно е. Значи, кај нас не се силите во општеството насочени кон најголемата опасност по животот на граѓаните. Значи, не се насочени сите и опозицијата и стручните случаи власта, значи тоа и медиумите, тоа да не биде примат. Во ова сега ние борбите за власт ги гледаме. Јас, Ерол, ти благодарам за оваа одлична анализа. Со Александар пред да влезеш ти разговаравме, заврши комисијата за заразни болести, нови мерки нема, се уште не се решаваат. Еден час траеше комисиската расправа и на таа комисиска расправа, како што кажавме превиска, нема донесено нови мерки. Ерол, ти се чини ли дека треба сепак да се заострат мерките? Јас сум апсолутно секојаш за тоа, дека треба да се заострат мерките без оглед на штетите кои произлегуваат од тоа и на политички и на економски план. Па и на општествени, на животен план. Нема ништо подрагоцено. Иако Македонија сега во овој момент во споредба со другите соседи, хајде да кажам, не е добар збор, дека е подобро стои. Меѓутоа,
заканата е присутна и тоа го кажуваат епидемиолозите и сите дека треба да се внимава. Минатиот викенд бев и трета вакцина примев доза. Степенот на вакцинација во Македонија е околу 50% и тоа говорам за 2 дози и тоа е се уште малку. Мислам, не знам каков е твојот став за вакцините. Еве ја третата сега треба да ја примам истекува. И ќе ја Сега на примиш, 15 ќе ја примам апсолутно и сите мои блиски луѓе што сум апсолутно задоволен, сите примија вакцини. Јас немав никакви Мислам дека нема никакви последици, дека тука треба веќе да се ограничуваат некои слободи на граѓаните во смисла да се зголеми степенот на одговорноста како на младите кон постарите, кон повозрастните. Мене ме изненадува. Дури со принуда ако треба? Па, По смисла сигурно некој инсистирање ограничува. за ограничување и така? Мене ме изненадува, значи, во една наша традиција овде, што имаме, почит кон постарите луѓе, што постои од како знам за себе и од како еве гледаме, живееме овде, во ова ситуација сегашна не ја гледам таа почит. Значи, најголем дел од невакцинираните се младите луѓе. Тие можат полесно да преживеат, меѓутоа кај смртноста кај над луѓето над 65 години е најголема. И ако ги почитуваат своите родители, своите пријатели кои се повозрасни, тие треба први да се вакцинираат, а не да шират антиваксерски идеи кои што се апсолутно анахрони и многу назадни. Ерол, ти благодарам. 10 часот и 3 минути, ама ова го сметам и како дел од вестите. Оваа кампања што сите заедно ја правиме да има вакцинирање, мислам дека е добар повод и за вестите. И за тоа и го кажав. Ерол Гризав, благодарам многу и за ова утриско гостување. Се видиме ние пак за едно 3-4 месеци. Благодарам и на вас. Благодарам на респектот.